Почитувани, демократијата за Социјалдемократскиот сојуз е мисловна именка. Луѓето кои ја водеа најцрната пропаганда видена досега за наводен недостиг на демократија кај ВМРО-ДПМН деновиве го ускратуваат едно од основните човекови права, а тоа е правото на глас на граѓаните. Одлуката на владата предводена од Заев да се забранат референдумите низ општините по прашањето за населување на мигранти е авторитарна, тоталитаристичка и се коси со демократските принципи на модерното општество. Со грубото прекршување на Уставот, Социјалдемократскиот сојуз брутално им ги скратува основните човекови права на граѓаните. Грубо ја крши точката 3 од членот 21 од Универзалната декларација за човекови права, во која меѓу другото стои: волјата на народот ќе биде основата на власта. Јавноста е сведок како ова основно начело на демократијата беше прекршено и при составувањето на нелегалната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните кои се носители на суверенитетот на државата и чија волја е темелот на една власт, беа погазени и тогаш, а се газат и денес. На граѓаните им е забрането да се изјаснат слободно на референдум по прашања кои директно ги засегаат, на тој начин се одзема власта од рацете на граѓаните. Граѓаните се против населувањето на мигранти и доделувањето на работни места во период кога невработеноста во Република Македонија расне. ВМРО-ДПМН во име на граѓаните најостро ја осудува ваквата одлука која ја донесе Социјалдемократскиот сојуз и ја повикува владата да ја преиспита и укине истата заради незиниот незаконски и неуставен карактер. Граѓаните стравуваат за нивната безбедност, за безбедноста во населбите, градовите и улиците. Стравуваат како ќе се одрази овој наплив на мигранти врз економијата и нивната екзистенција. Почитувани, Заев може да се обиде да ги спречи граѓаните да не излезат на референдум, но не може да ги спречи да го дадат својот глас на престојните избори на кои политиката на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде казнета. Благодарам.